Почитуван градоначалник на општина Кавадарци. Почитуван председател на Советот на општина Кавадарци. Советници, братерици, гости, дами и господа. Добро вечер и добре дојдовте на свечената седница на Советот на општина Кавадарци. На денот кога Кавадарци обележува 78 години од ослободувањето и во предвечерието на денот на независноста на Република Македонија 8 септември. По тој повод ве повикувам со едноминутно молчење да им оддадеме почит на героите, кои во едни исклучително тешки времења не поклекнаа пред предизвиците во борбата за слобода. Слава им! Го поканувам председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Черанов, да ја прогласи седницата за отворена. Почитувани советници, почитувани господа, почитувани гости, ја отварам 70-та свечена седница на Советот на општина Кавадарци. Во името на членовите на Советот на општина Кавадарци, чест и задоволство ми е да ви го честитам општинскиот празник 7 септември и утрешниот ден, денот на независноста на Република Македонија 8 септември. Најнапред, како домачин на свечената седница и председател на Советот на општина Кавадарци, во мое име и во име на Советот го поздравувам градоначалникот на општина Кавадарци, господин доктор Митко Јанчев, добитниците на овогодинешните 7 септемвриски признанија и сите останати присутни. Зад нас е уште една успешна година од работењето на Советот на општина Кавадарци од конституирањето, во кој одбележуваме 16 редовни и 5 воредни седници на Советот на општина Кавадарци. На овие седници се донесени програми кои се од надлежност на Советот и одлуки со кои се реализираа капитални инфраструктурни објекти и проекти, а поголеми и дискусии секогаш беа насочени кон подобрување на условите и стандардите за живење на граѓаните. Можеби понекогаш имавме и различни идеи, меѓутоа конструктивноста и желбата за подобро и убаво Кавадарци беше главна водилка кај сите советници во Советот на општина Кавадарци. Секојдневните градежни активности со кои се подобрува инфраструктурата во градот се резултат на девизата дека се што се работи треба да е од корист на градот, општината, локалната заедница, бизнис секторот и пред се за граѓаните на нашата општина. Сето тоа е како резултат на непречено функционирање на Советот, исклучително добрата соработка со градоначалникот преку подржување на издржаните проекти за кои е дадена едногласна поддршка. На крај, би сакал да го нагласам дека резултатите се видливи на терен. Сликата за Кавадарци, особено во комуналната изградба, е реална, односно Кавадарци е град за пример во Република Македонија. Воедно, сакам да ви се заблагодарам за вечерашното присуство и во предвечерието на Тиквешкиот Гроздобер, после 2-годишна амнестија заради ковид пандемијата, во еден ведар дух и весело расположение да го прославиме празникот на Кавадарци, утрешниот ден на независноста на Република Македонија и нормално традицијата оставена како аманет претходно во изминатите 50 години Тиквешки Гроздобер, за кои сме посебно среќни и горди. Ви благодарам. Сега предлагам да уживаме во композицијата Соло де конкурс во изведба на професор Јован Јованов на кларинет и професор Ивана Јакиева пијано придружба.
Кавадарци е место кое го нарекуваме свој дом, град кој неизмерно го сакаме, чија историја ја чуваме, а традицијата почитуваме и негуваме. На денешниот ден, кој пред 78 години ни донесе слобода, повеќе од секогаш сакаме Кавадарци да биде место на квалитетен, модерен и исполнет живот. На тоа не обврзуваат нашите поколенија на кои ќе им го оставиме градот, но и на нашите предци, храбрите борци кои ги дадоа своите животи за слобода. Можноста да ја живееме иднината за која тие сомнуваа, не обврзува истото да им го овозможиме и на нашите деца. Денес со гордост го славиме нашето богато и славно минато, а резултатите од досегашната работа докажуваат дека не сме ги изделиле. Дами и господа, го повикувам да ми се обрати градоначалникот на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани пратеници, почитувани присутни дами и господа, пред се би сакал да го честитам 7 септември, денот на ослободувањето на нашето убаво Кавадарци. Не постои поголема чест од тоа да два пати поред добиете толку голема доверба и толку голема поддршка од нашите жители. Но не препостои ни поголема обврска и одговорност за тоа. Затоа што во денешно време не ни е потребно само храброст да го чуваме оно што е наше, туку и мудрост за да ја градиме иднината која е наша и на нашето поколение. Не би сакал да звучи нескромно, да спискот оно што ги имаме направено во изминативе години и што планираме да го направиме е долг. Но што сум горд на самото себе за тоа што со тимската работа имаме големи успеси. Може би најголема гордост оваа година Кавадарци го доживува тоа што доби современ зелен пазар со современо паркиралиште, европски пазар кој што долго време се чекаше, а сега го промени и ликот на централното градско подрачје. Јас како градоначалник, со мојот тим, со советниците, раководителите на секторите, јавното предпријатие Комуникација, мој општинар и многу други, напорно работиме секојдневно и чекореме во поглед на подигање на комуналната изградба, патната, градежната инфраструктура и во секоја друга сфера на општеството за подобар соживот меѓу нашите граѓани. Беа реконструирани, проширени, асфалтирани многу улици, беа пробиени многу булевари, кои што подолго време беа очекување, очекање, а сето тоа допринеси да граѓаните имаат подобра инфраструктура, имаат подобар соживот и нормално се обезбедија и атмосферски, фекални канализации во населбата Брушани, која што за брзо време ќе добие и водоснабдување. Реконструирани се повеќе од 40 градски фасади, колективни во град Кавадарци, а остануваат уште 15 за довршување за еден по-добар и поубав лик на општина Кавадарци. Во моментот сме на фаза на изградба на 25 детски игралишта на 25 локации во градско, приградско и во селски средини. На сите јавни институции во градот беа поставени фотоволтаици, систем за производство на електрична енергија, со што ги намаливме трошковите во оваа економска криза и успеавме да институциите работат пофлексибилно и да имаат средства за подигање на образовниот систем и квалитетот на самите инвестиции. Извршени се поплучување на неколку улици во селата со површина од 2000 метри квадрати. Беше извршена реконструкција на повеќе училишта. Училишто Страшо Пинчо во Кавадарци и селата Дреново, Возарци, Сопот,
Димитар Анđел Габров Кавадарци се подигна нивото на образовниот систем, не само во материјалниот дел, него и во образовниот дел. Отворивме две нови сали. Една сала во Стражо Пинџур и една сала во Димитар Анđел Габров Кавадарци. Во реконструкција се фудбалски игралишта во село Населбак Бишич, Марена, спортскиот центар Јасмин, се врши санитација на полски патишта во многу села и во рурални средини. Имавме изградба на колектор во село Возарци. Имаме готови проекти и кои ќе се бидат имплементирани за реконструкција на атлетската патека на спортски центар Јасмин, спортска сала во село Марена, спортска сала во Возарци и Дрена. Проекти за изработка на велосипедска пешешка патека до фабриката Дрекстремајер и Глишиш до Марина. А започна и градежна активност за ПАМ патека и моторички парк во градскиот парк. За прв пат Кавадарци ќе има парк за миленици. Имаме одобрено средства и за дневен центар за деца со посебни потреби. Во тек е дигитализација на системот за наводнување на земјите површини. Исто, општина Кавадарци инвестира во дигитализација на повеќе системи достапни за граѓаните за побрзо завршување на нивните потреби во делот на општината. Во тек е изградба на стационар. Стационар кој ќе биде регионален, со инвестиција повеќе од 20 милиона денари и стационар кој што трајно ќе ги реши куќињата бездомници, ќе ги згрижи и за понатамошен тек ќе справува со нив за да не бидат и тие на улица, меѓутоа и да не бидат граѓаните загрозени. Проектот за агрометеоролошки мерни станици е успешен проект во делот на земјоделието. Успешен проект во делот на квалитетот, заштитата на грозието и заштитата на самите земјоделци. Проект за изградба на патот Кавадарци Долни Дисан. После долго време постигнавме договор со општина Неготино и ќе почнеме од наредната година Кавадарци Долни Дисан да патно, асфалтно го поврзиме и да тие луѓе и ние имаме алтернатива на движење. Во делот на чистењето на речното корито Луда Мара, во тек е изградба на фотопанели за производство на електрична енергија, проектирање на повеќе од 3 јавни институции со некаде инсталирана моќност од 1 мегават, што значи тоа дека општина Кавадарци ќе добие поголемо производство на електрична енергија, а исто тоа се случи со пуштањето на 5-та мини хидроцентрала и општина Кавадарци на времено обезбеди електрична енергија и ќе може ова енергетска криза многу полесно да ја помине од било кој. Ќе се реконструира градскиот базен во Кавадарци. Ќе се реконструира со субвенции во делот на ПАМ патеката атлетска со патеката атлетска со гумена подлога преку Агенција за млади и спорт. Објавување на повеќе уметнички дела во областа на солидарност, во областа на филмот, во областа на поддршката на малите семејни винари е еден приоритет на општина Кавадарци. Општина Кавадарци воопшто не го заремари фактот во делот на спортот. Општина Кавадарци како никогаш до сега инвестира над 20 милиона денари во индивидуални и колективни спортови и ги донесовме на високо ниво, како ракометот, кошарката, фудбалот и ред други спортови. За крај, почитувам, не сакам да должам многу со проекти, сакам да овие проекти кои се направени и ќе се направат, тоа да биде за Кавадарци како модерен град, безбедно место за живење
И истото тоа да ги натера, да ги мотивира нашите млади да се дообразуваат, да се едуцираат и да останат во општина Кавадарци со својот понатамошен развој, со стварање на семејства и со својот соживот. Морам да искажам посебната благодарност и до Совет на општина Кавадарци за донесените одлуки, за досегашните и идните седмици на кои не очекуваат многу прашања, отворени програми, многу идеи и верувам корекции од сите страни и чинители на Советот кои што треба да ги прифатиме само во интерес на нашите сограѓани. Нема да заборавиме да го спомниме и граничниот премин кој што општина Кавадарци заедно со владата и со Република Грција, Кулјевац, го работи повеќе време во проектна документација, одобрени средства за проектирање и 22 година да се отпочне со проектирање, а штом отпочнеме со проектирањето, верувам како градоначалник и како сите други чинители во делот на политичкиот соживот од општина Кавадарци, дека ќе се залагаме да успееме тој граничен премин да го пуштиме, кој ќе биде многу голем бенефит за општина Кавадарци и во делот на соживотот со нашите соседи, меѓутоа и од економски план. Морам да изразам голема благодарност и да вработените во локалната самоуправа, да изразам голема благодарност до вработените во јавните предпријатија, во предучилишната заштита, во спортските објекти, во образовните системи и целокупно што припаѓа при општина Кавадарци за ова денеска што го имаме, една заслуга заедничка на сите оние кои што професионално, без политика се занимаваат во делот на унапредувањето, надоградувањето и подигањето на општина Кавадарци во делот на инфраструктура, во делот на културата, во делот на соживотот меѓу граѓаните и неделењето на ни по една еднаквост. Да не е честит денешниот ден 7 септември, да не е вечно Кавадарци, да уживаме во нашето убаво Кавадарци, да го поминиме овој тиквишки гроздобер од петок до недела во најдобра гледна точка, со нашата културна и музичка програма, да се приближиме кон нашиот град, а со тоа да се нахраниме духовно, за да може Кавадарци да биде уште подобар. Јас лично сакам да заблагодарам на сите сограѓани и за подршките, и за критиките кои што беа добронамерни, и уште еднаш и на советниците, и на сите тука присутни, и за оваа свечена седница, која што, еве, имам чест да бидам градоначалник пета поред свечена седница по повод ослободувањето на град Кавадарци на 78 годишнина, и тоа не прави горди и на нашите предци, и на нашите поколенија. Но да не ги заборавиме да ги спомениме и оние предци или предходници кои што работеа и управувале со општина Кавадарци и ја донеле до едно добро ниво и добра подлога за и јас како градоначалник и вие како жители на општина Кавадарци и како советници имаме полесна отскочна даска за да се справиме со сите работи и да имаме модерно Кавадарци. Кавадарци е за мене европски град, посетен од целокупната дипломатија. Кавадарци е на картата на уговарањето во делот на унапредувањето, во делот на транспарентноста, во делот на дигањето на соживот и нормално услугите кои ќе ги врши општината. Уште еднаш ви благодарам на вниманието, нека ви е честит 7 септември. Денешниот ден е и ден кога се доделува највисокото општинско признање наградата 7 септември. Овие награди се доделуваат на оние кои со своите достигнувања и резултати од работа заслужиле да добијат награда од градот. На добитниците е чест и одговорност да бидат пример на оние кои работат и создаваат во Кавадарци.
и кои сакаат да го променат нашиот град на подобро, создавајќи подобра иднина за сите нас и нашите деца. Ако некој праша, пошто тоа нашиот град се разликува од другите, би рекле, покрај тоа што последните години е единствен град во Македонија кој наликува на европски. Кавадарци имају луѓе какви што другите градови немаат. Луѓето кои вечерва седат тука со нас се само некои од многите од кои треба да учиме како со својот труд, работа и создавање можеме далеко да стигнеме. За председателот на Македонскиот полициски синдикат, подпредседател за јавен сектор на Сојуз на синдикати на Македонија и заменик на генералниот секретар на Советот на Европски полициски синдикати, доктор Маријан Кицев, има многу да се кажува. Неговото професионално искуство започнува од 1993 година и од тогаш чекор по чекор го гради својот пат кон успехот. Магистер по кривично право и криминологија, доктор по правни науки, доцент на факултетот за правни науки при Славјанскиот универзитет во Свети Николе и Битола. Учествувал на многу семинари, работилници, обуки, конференции, членува во невладини организации и учествува на многу трибини на кои го пренесува своето знаење и искуство. Има издадено 2 монографии и повеќе од 30 стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. И затоа, како знак на признање за неговите постигнувања, градот Кавадарци на доктор Маријан Кицев му е поделува наградата 7 септември. Поведете. Може да ме поддржам ако се Почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот на општина Кавадарци, почитувани советници, почитувани гости, почитувани медиуми. Голема е честа да се добие ова престижно признание од нашиот град Кавадарци, но уште поголема е одговорноста да се оправда добиената доверба. Горд сум што сум дел од една успешна приказна наречена Кавадарци. Ова признание ќе ми биде само поттик во иднина да вршам повеќе промоција и афирмација на нашиот убав град Кавадарци. Уште еднаш благодарам до градоначалникот Јанчев, благодарам до Советот на општина Кавадарци што ми дадоа едногласна доверба, а посебна благодарност до мојата фамилија, која што за цело време ми ја дава поддршката и довербата. Ви благодарам на сите. Го слушавте на Радио Кавадарци, го гледавте на Радио Телевизија Кавадарци и Телевизија Типешија, а сега на интернет порталот Регионална телевизиска куќа. Неговиот глас ќе го препознаете и во Етроскоп и Династија на Кавадаречки начин, двете најпопуларни хумористични емисии на Радио Кавадарци во тоа време во Македонија. Спикер, водител, хуморист, новинар, уредник, стотици теми, стотици гости и јавници слушатели во изминатите години. Во студио, на терен, во живо или не, се едно. Ке го сретнете сега на некој случување или настан, или едноставно ќе си помлаветите со него на улица, и после толку време тој се уште работи. Иако за него тоа е поправо прва и најголема љубов отколку работа. Го повикувам Маријан Димитров да ја прими наградата на градот и се спораме на неголична работа ја наследи. Само да збора да кажем. Во протокол само една минутка сум имал, покушам да напишем нешто и да заборавам. А и гласот веќе полека не издава. Бидејќи на новинар за прв пат се доделува оваква награда, благодарам од господин Јанчев што се сети на новинарите да им даде награда, бидејќи секојаш заради ваквите случувања тие потоа работат и го објавуваат тоа. Благодарам на Советот
што едногласно и СДС и ВМРО беа за мене, како новинар, и тоа посебно ми причинува чест. Наградата не е само моја, наградата е посветувана на сите новинари кои работеа и не се веќе живи, или се со нас, или не се веќе со нас во оваа професија. За жал во професијата сме само уште 2-3 и готово. Сега се оваа професија која од 2005 година стагнира. Само кратко да кажам, во моите 45 секунди, дека од 1979 година кога се вработив, бев првенец бил пионер во неколку работи. Во правењето на династија на Кавадарачки начин, во правењето на Епоскоп, во стартот на Отворено за, која е емисија и по 40 години сте уште живее, и во стварањето на телевизија Каваларци, радио телевизија Каваларци, од 1994 година, кога почна да се емитува и телевизиски сигнал. Тогаш имавме 15 новинари, вкупно 25 вработени и плюс конорација. Значи, колку било силно тоа медиумско билје, така да кажем. Мојата матична куќа беше прв вработување и за среќа најмногу таму се задржав. Од неја произлегува многу познати музички, забавни, новинарски и други пера кои ден денеска живеат и работат и во Македонија се нешто. Со тоа се гордеам, сум бил со нив колега, а и убаво и вие да се гордеете, ги знаете. Инаку, во оваа професија е тешко да се биде долго време, реков, останавте само уште 2-3, голем дел од моите колеги се откажаа, затоа што нема многу пари, повеќе има жртви. Нема работно време, 24 часа си посветен, ако сакаш да бидеш новинар. Му благодарам на градоначалникот Јанчев, кој изминатите 5 години има сенс за новинарите, му благодарам на Советот на комисиите кои вршеа избор на членови, односно на добитници на Црбдосефеницката награда. Тоа е многу одговорна работа, затоа што тоа ќе остане запишано и еден ден ќе се дебатира за таа работа. Само уште 2 збора. И благодарам на Фруска кој би даде ветер во грбот 79 година и ова работа се научи не со факултет, туку со занает. Значи, ова е работа која се учи со текот на времето. Благодарам на моето семејство, на мојата Лиле, на моите 2 черки Ева и Марта, на мојата внука Клара, на сите од семејството кои би дава сила да бидам цело време со настаните, бидејќи ако не си со настаните, не си новинар. И на крајот, во последната фаза од мојот работен век остана без работа. 15 година, и тоа се уште има добри луѓе, и меѓу вас има добри луѓе. Подадоа рака, јас се искористив таа шанса, направив портал и сега се гордеам со порталот. Имаме 30.000 луѓе кои секојдневно наследат, значи се уште ми веруваат. Тоа е добар знак. Ви благодарам на сите и ви посакувам убави моменти и многу здравје. Има ли поскапо нешто од неговата радост? Тој успела во еден момент да измами насмртка од 100 вечиња, а во изминатите години пак на повеќе од 25.000 вечиња. Тој помогнал на многу семејства, не само од Кавадарци. Направил многумина, барем за момент да се почувствуваат сакани и среќни. Неговата куќа е отворена за секој. А кога се новогодишните и божитните празници, ќе ја препознаете и од неговата. Затоа што толку силно свети, што чиниш си во градот на Девонас. До некаде е и така, затоа што тој е нашиот Девонас. Замислете, ние Кавадарчани си имаме наш Девонас. И секоја година му се радуваме, затоа што тој ги радува нашите деца. Тој е голем хуманист и заслужува да добие признание од својот град. Почитувани Ѓорги Вареловски.
Пред се поздрав до градоначалникот, до председателот на Советот, до советниците и до сите останати присутни гости и до сите во град Кавадарци. Затоа напишав едно писменце, бидејќи ако немам писмо, ќе треба да зборувам можеби година дена со ова убава работа. Пред се, дека ни е честит денот 7 септември и утрешниот празник. Се осеќам среќен и весел исто како многуте детски срца кои веќе 24 години ги носам радост и среќа како Дедо Мраз во мојот новогодишно украсен двор. Јас веста за добивање на оваа награда ја добив на денот на мојот роден ден. Така да, оваа награда мене и убавиот роденденски подрок кој вечерва ќе го прославам со моите родини и пријатели во мојот прекрасно украсен двор за оваа пригода. Голема заслуга кон се тоа што го правам веќе 24 години, доколку не беше мојата фамилија, сопругата Милка, моите деца Александар Вареловски Брзи и Златко Вареловски, а сега и знаете, значи никогаш без нивна поддршка не би можел да направам вакво нешто. Ова е едно прекрасно дело за кое што ние самите секогаш се радуваме. Зошто се радуваме? Затоа што кога ги гледаме децата среќни и весели, ние родителите сме уште посреќни. Јас сум среќен и пресреќен кога досега успеав да израдувам толку дечиња и се надевам да бидам здрав и жив, ќе го продолжам ова, па се надевам дека можеби моите деца или ако не, барем некој друг да ја преземе ова улога. Нема подобро нешто за во градот да имаш свој Дедо Мраз кој што, да речеме, за било каква е, за една мала работа, дури одиме во Грција, а ние имаме една прекрасен двор, кој што можеби ќе кажеме малце, можеби 70% од кавадарчани и него ни знаат, за жал. Затоа што вакво нешто вреди да се види. Голем поздрав, огромна благодарност до Советот, до градоначалникот за наградата. Не можам да кажам колку сум среќен, затоа вечер прославата ќе биде преголема. Значи, посебно го украсив дворот за овој среќен ден, а сепак, значи, тоа ми е и како една, како да кажам, своја струка и обрска. Благодарам уште еднаш на сите. Благодарам. Иако некои луѓе не се меѓу нас, заслужуваат да бидат спомнати и постхумно наградени, затоа што оставиле беле во градот во кој се родиле, живееле и работеле, и граделе. Благој Наумов е еден од нив. Тој е основач и собственик на првата градежна компанија во Кавадарци, градба Промет. Иако почнал со малку вработени и мал обем на опрема и работа, денес оваа компанија е една од најголемите градежни компании во регионот. Во својот работен век, овој човек со неговата градба Промет дал голем придонес во обновувањето на ликот на нашето Кавадарци. Со изградба на многу стандени згради, објекти, улици, ручни тегови, старечки домови, винарски виски. Денес градба Промет, која е бренд во градежништвото, не само во Кавадарци, учествува во секој дел за поддршка и развој на градот Кавадарци и води грижа како за своите вработени, така и за својот град. Заради како човек не заслужува, иако постхумно да добие заслуга од градот. Во тоа име го повикувам неговиот син Никола Наумов да ја прими наградата. Почитувани гости, најпрво дозволите ми во моје име и во име на мојата фамилија да се заблагодарам на градоначалникот господин Митко Јанчев, предлагачот доктор Рамов и целокупниот совет за ова награда што е доделена на нашата фамилија. Верувам дека доколку беше жив, оваа награда ќе му значеше многу и ќе беше горд на ова признание, но верувајте дека нас како фамилија и мене лично ми е уште поголема обврска, гордост
да продолжиме по патот и делото кој што ни ги трасира и да се потрудиме да бидеме и за чекор подобри од него. Уште еднаш да се заблагодарам на сите. Дозволете да ви честитам празникот 7 септември, утрешниот празник на сите и да ви посакам добро вечер. Со повеќе од 65 години поминати на таските што живот значи. Над 60 главни и споредни улоги во исто толку представи. Бројни, поединечни и групни награди од камски смотри и надпревари. Учество во десетици народни приказни, филмови, ТВ проекти. Јордан Данчо Вањански е вистински доајен на кавадаришкото буњиште и еден од најмаркантните и најуспешните ликови кои ги создал кавадаришкиот театар. Со се она што има оставено зад себе во областа на културата и културното издигнување на градот, како и со неговите активности како урбан и општествен лик, кој не умора да работи за промоција на градот. Јордан Данчо Вањански ја заслужува 7-септемвриската награда како признание, но и благодарност од самиот град и граѓаните за се она што му даде и се уште му дава на градот. Победете! Почитувани гости, сакам да се обратам до вас, да се заблагодарам што дојдовте и што ни направите чест. Ова за мене е една голема чест, затоа што после толку години поминати во ова прекрасна сала и пред неа сум учествувал во театарски представи уште како дете. Мојата прва представа е почната на 6 годишна возраст и учествував во представата Печалбари на уликот на Малиот Коле. Од тогаш веќе љубовта кон театрот кај мене почнува и од првите школски денови, од прво оделение, понатаму секоја година, сум учествувал во детските представи кои што беа организирани од нашите учители во тоа време. Во средно образование, кога почнав во гимназијата, почнав да играм редовно во представите, од кои што се редеа можеби по 4 до 5 представи годишно и обавезно една дечка представа за најмладите. Сакам да се заблагодарам на сите учесници кои што играле со мене и кои што допринеле покрај јас и нивните улоги да дојдат до израз ликот на оној човек кој што го играме во представата. Така да се трансформирал од еден па до друг лик. Сум бил и лекар, и инженер, и гелиптер, и криминалец, и секој сум се внесувал во тие улоги и секој сум бил друг човек. Јас да не должам многу, сакам да ги поздравам моите колеги од продукција Кавадион, кои што заедно сега снимаме дечки кавадаречки приказни и ни оди малку тешко со финанси, меѓутоа тука е сојот на општина Кавадарци кој што веќе сега ни обризгува средства и сме малку послободни. Сакам да се заблагодарам на советот на општина Кавадарци, на председателот на советот, на градоначалникот Митко Јанчев, кој што ни испадна во сусрет за да продолжиме и да бидеме што по-успешни во реализирање на нашите програми. Јас благодарам и ви посакувам успех и добар живот понатаму. Јас би сакал да го почекаме, да ви го честитам и утрешниот празник, денот на државноста, а веќе да се припремаме за Тиквешкиот Гроздовер, кој што треба да се покажеме како добри домаќини и да
ги угостиме гостите кои што ќе бидат сигурно во голем број. Благодарам. Честитки. Може една заедничка слика, това да са заедничка фотография тук. Им честитам на добитниците кои се завитија со најголемото општинско признание градот Сеник Сечени. Во продолжение следува настав на културно-уметничкото друштво Никола Батев. Okolina ta,
Дами и господа, овој голем юбилеј заслужува достојно одбележување. На овој голем ден за нашиот град им се поклонуваме на сите оние кои ги дадоа своите животи за слободно Кавадарци. Нивните херојски дела нема никогаш да ги заборавиме. Тие се наш аманет, за тоа дека треба да ја чуваме и браниме слободата. Нека е честит 7 септември, нека е вечно Кавадарци. Ви благодарам на сите што бивте тука вечерва, ви посакувам пријатна вечер и ве поканувам напред во фоајето на Домот на културата да го проследиме перформансот на Тиквешко сонце на уметниците од Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци и секако на дегустација на Тиквешко вино. Довидување!